тука. Повелете за реализацијата на овој проект да ни кажете каков е интересот на училиштето. Благодарам. Значи денес се подпиша меморандум за соработка за промена на столарија во Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово. На подпишувањето на меморандумот секако учествувавме општината како носител на проектот, ние како домакини Ацо Русковски и секако од бизнис секторот представници кои што навистина дојдоа во поголем број и изразуваме посебна благодарност заради тоа што проектот ќе биде навистина од голем интерес како за општината, така и за училиштето. Со тоа ќе се постигне една добра енергетска ефикасност и подобри услови за учениците. Ви благодарам. Градоначелник Еве, и вие за ово подпишување на меморандумот, кои се очекувањата и што ќе значи тоа за сите страни? Сакам изразам благодарам до сите општествено одговорни компании од општина Берово и општина Пешчево кои ја поддржаа оваа иницијатива и ја подпомогнаа финанската конструкција за затварање и реализација на проектот за замена на столаријата во Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово и секако да укажем на фактот дека проектот е етикатко значаен бидејќи представениот буџетски форум одржан во календарска 2023 година беше утврден како приоритет и на тој начин еве реализираме уште една од иницијативите, да речем, или партиципативното буџетирање на страна на граѓаните на општина Берово во утврдувањето на приоритетите за финансирање во соодветната буџетска година. Изјави од представникот на Лак Малеш, повелете? Лак Малеш Пијанец како локален партнер на мрежата за рурален развој во имплементација на програмата за развој на заедницата веќе втора година го имплементира проектот на територијата на трите општини Берово, Текчево и Делчево и во изминатиот период се инициира и се имплементира повеќе мали проекти, еден поголем, ово е второт поголемите иницијативи која што се реализира. Сите иницијативи се со вклученост на локалните чинители и самиот пристап на програмата е да го инициира локалното партнерство. Значи соработка помеѓу јавните институции, бизнис секторот и невладениот сектор за заеднички да се спроведат одредени локални приоритети. Таквиот наш пристап ќе продолжиме да го применуваме и во следниот период и очекуваме овие позитивни примери, како што е денешната иницијатива која ја почнуваме, да бидат поттик за уште поголем број иницијативи во следниот период, кои што додека трае програмата до 2026 година ќе може да ги имплементираме. Благодарам.